Во Прилеп по втор пат после децении на пауза се одржа традиционалната коледарска литија. Дечињата со благослов на свештениците тргнуваат од црквата, носејќи ја макетата на малата пештера во која се родил Господ Исус Христос, и шетаат со неа низ градските улици. Додека трае литијата, тие ја пеат божикината песна Вечниот Бог. Дечињата за оваа литија се подготвувале неколку недели, а исто и изработиле хуманитарни пакетчиња кои утре ќе бидат продавани во црквите. И децата, и сметам и граѓаните на Прилеп, ќе почувствуваат таа духовна радост со навестувањето на Христовото раѓање. Ние како што го организиравме ова, го чувствувавме заедно со децата таа радост и желба за ова да успе. Значи, целта и на ова, литија е што е хуманитарна. Црквата има хуманитарна мисија и дечињата да почувствуваат, тој дух на дарување, така да со собраните средства и пари утре ќе направиме пакети по сромашните семејства ќе ги поделиме, за да можат и тие да дочекаат достојно Божје. Коледарчињата ја посетија и општина Прилеп, каде ги пречека градоначалникот Маријан Ристевски, кој на сите им подели новогодишни и коледарски пакетчиња. А ние како општина Прилеп на секој коледарче му дадовме пригодни подароци, односно му дадовме колети, нормално костејне, оревчина и ово што следува за сите коледари кои што коледат овие денови денеска и утре во општина Прилеп. Во оваа прилика сакам да го честитам Коледа и божикните празници на сите православни христијани во Прилеп и во Република Македонија, да му посакам здравје, среќа, радост, успех, да имаме убави моменти во оваа 2016 година. Литијата од општината продолжи ни старата чаршија и ни сите централни градски улици.